Во однос на настанот сакам да кажам дека прво, навистина, ниту Скопје, ниту граѓаните на Скопје не го заслужија ова што беше изминатите денови, да се случи навистина хуманитарна, еколошка катастрофа која што го загрозува здравието и животот на граѓаните. И без да навлегуваме во причините, што и да е причината, е катастрофа за градот и за граѓаните. Најмалку сакам да некакви превирања, било какви од било која природа да бидат, да влијат на животот на граѓаните. И тоа силно го осудувам прво како човек. Второ, на конкретното прашање сакам да ви кажам дека поднесена е една кривична пријава за насилство, заради тоа што завчера вечерта, откако тргнаа со работа работниците на комунална хигиена, беа неколку од нив нападнати од едно лице кој што исто така било вработено во комунална хигиена и тоа доби кривична пријава за насилство, веќе е процесирана до јавното обвинителство. Што се однесува до другите аспекти, ние вчера веќе очекувавме и мислам дека денеска треба да биде доставен записникот од Инспекторатот за заштита на животна средина, комуналниот инспекторат и инспекторите од градот Скопје, да ги видиме на одите нивни во однос на целата ова состојба и во постојана координација сме со обвинителот, секако дека доколку се утврдат елементи на кривично дело, за сите сторители кои што допринесоа главниот град да се дави во смет, можно е да бидат поднесени кривични пријави согласно со доказите кои што ќе бидат приберени, додека за другите наводи кои што ги спомнавте овде, ние кривичните пријави, знаете, се доставуваат до јавното обвинителство, ако има доставено копија и до Министерството за внатрешни работи, и по нив ќе се постапува, бидејќи и тука треба да се приберат сите тие докази. Меѓутоа, ако имало недоследности во работењето, ако имало давање на плати на лица кои што биле со договор вработени, а не доаѓале на работа и биле злоупотребени буџетски средства, секој еден за оваа работа ќе носи одговорност. Значи, тука нема да имаме одстапка и нема да има никогаш за ниту една ситуација одстапка, а мислам дека ова треба да биде санкционирано за да конечно се стави крај на политиканство и на игри кои што се случуваат на грбот на граѓаните, а овде е на грбот на здравието на граѓаните.